По убиството на Тодор Александров започнале жестоки пресметки по македонското револуционерно движење. Раководството на ВМРО, посочувајќи ги представниците на македонската левица и комунистите како директни виновници за убиството на Александров, наредило убиство на неколку десетици членови на македонските лево ориентирани организации во Бугарија. По убиството на Тодор Александров, особено во месец септември 1924 година, се случуваат голем број на меѓусебни физички ликвидации во македонското револуционерно движење. Може да се констатира дека тоа е македонската Вартоломејска ноќ. 13 септември 1924 година во Горна Џумаја се случуваат неколку десетици убиства на атентатори испратени лично од Ванчо Михајлов, кој што бил кооптиран како член на Централниот комитет на ВМРО, против представници на македонската левица. Тоа претежно биле луѓе од Илинденската организација, кои што биле ликвидирани под обвинение дека учествувале во заговорот против Тодор Александров. Убиството на Тодор Александров му послужило на Иван Михајлов да се пресмета со сите евентуални негови конкуренти во Централниот комитет на ВМРО. Убиството на Александар Протогеров тој го оставил за полосна затоа што Протогеров веќе бил во поодминати години и немал толкова моќ во Централниот комитет. Михајлов се зафатил да ликвидира се што било против него или евентуална конкуренција во хиерархијата на ВМРО. Затоа се случиле тие горноџумајски убиства. Во редовите на ВМРО настанале прегрупирање. Покрај уставно избраните членови на Централниот комитет на ВМРО, Александар Протогеров и Петар Чаулев, во организационите работи директно се вклучил Иван Михајлов, прогласувајќи се за наследник на Тодор Александров и за нов лидер на организацијата. Че може да се каже дека уште со самото доаѓање на Иван Михајлов на чело организацијата, односно како член на ЦК на ВМРО, во самата организација се изврши една поделба меѓу две струи. Може слободно да се каже на една струја на интелектуалци, како што беа Георги Баждаров, Наум Томалевски, Кирил Прличев, Јордан Бадев, Васил Пунтев. И од друга страна, се каже тој војнички кадар, покрај Иван Михајлов, тука беа и Кирил Дрангов, Јордан Ѓурков, Борис Бунев и други војводи, пресе војводи на организацијата. Тука треба да се спомене дека биле убиени во тој временски период неколку недели, не само во Горна Џумаја, во Софија, во Варна и во другите поголеми бугарски градови. Според некои статистички податоци, за околу месец дена се убиени од 200 до 300 македонски револуционери од сите идејни теченија. Карактеристични се секако атентатите и убиствата на Димо Хаджидимов и на Славчо Ковачев, направени во исти ден на 13 септември 1924 година, само на неколку часови разлика. Прво е убиен едниот револуционер, па другиот. Уште во своето прво интервју за еден странски вестник, Иван Михајлов го најавил со поголема енергија продолжувањето на делото на Тодор Александров, изложувајќи ги основните програмски цели на организацијата: единствена и независна цела Македонија со седиште во Солун. Врска со политичката платформа на македонската ВМРО, односно незиниот став кон македонското прашање, може да се каже дека во нашата историографија некои работи се доста премолчани, бидејќи самата документација на организацијата дава нови моменти, нови согледувања. Имено, политичката платформа на Иван Михајлов беше како и досегашната платформа гледање на скоро сите состави, односно ЦК на организацијата, од формирањето па се разбира до неговото доаѓање на цела организацијата. Тие во прв ред во однос на македонското прашање, во однос на македонското население, македонскиот народ го гледа како дел на бугарскиот народ. Откажувањето на организацијата од револуционерната тактика и најавувањето водење легална борба,
тој го условувал со барањето кралството на србите, хрватите и словенците и Грција да ги признаат малцинските права на македонското население во нивните држави, како и признавање и почитување на верата и јазикот на населението во Вардарска и Егејска Македонија. За да го објават континуитетот на дејствувањето на ВМРО, Александар Протоѓеров и Иван Михајлов во името на Централниот комитет на ВМРО упатиле доверливи расписи до раководните тела на револуционерните комитети, во кои им дале на знаење дека и натаму постои Централниот комитет на ВМРО како врховно тело на организацијата. Во однос на националната посебност на македонското население, раководството на Михаловистичката ВМРО се поистоветило со гледиштето на бугарските државни власти и раководството на Македонскиот национален комитет на бугарскиот карактер на македонците. И во една таква ситуација, Ванчо Михајлов станал неоспорен авторитет во организацијата во периодот од 1924 до 1934 година. Секој кој што му се спротивставал или бил под притисок маргинализиран, се пасивизирал или бил физички елиминиран. Во средината на февруари 1925 година се одржал 6-тиот конгрес на ВМРО, на кој бил избран нов Централен комитет на организацијата во состав Иван Михајлов, Александар Протоѓеров и Георги Попхристов. На тој конгрес на ВМРО делегатите кои што дошле биле приврзаници или луѓе кои што биле блиски до Иван Михајлов и гласале и ја поддржувале неговата политика. Конгресот ги потврдил дотогашниот устав и правилник на организацијата, според кој целта на ВМРО и натаму останала иста. Борба за обединување на поделена Македонија во незините географски граници и издвојување на политичка автономија, самоуправување. Главна нетрпеливост со самата организација, значи со одржањето на Иван Михајлов, настана со тоа што тој на некој начин ја узурпира самата организација, се наметна како единствен лидер во неа, запоставувајќи ги двајцата членови на ЦК на ВМРО, кои што беа Александар Протоѓеров и Георги Попхристов. Тој наметнуваше, односно издаваше, тоа му беше главната забелешка на Протоѓеров, самоволно издаваше инструкции, наредби спресе за убиства, донесуваше своји решенија без да ги консултира двајцата членови на организацијата, кои што според статутот на организацијата беа рамноправни и еднакво одговорни во самата организација. Тој веднаш се зафатил со тоа да вклучи во организацијата млади членови, фанатични приврзаници на македонското револуционерно дело, кои што биле блиски до него. Тоа им успеало. Протоѓеров како член на Централниот комитет на ВМРО не се спротивставувал многу на таквата тенденција. На Конгресот била донесена и посебна резолуција за идното дејствување на организацијата, во која се нагласува непосредното учество на Пиринска Македонија под бугарска власт во борбата за ослободување и обединување на цела Македонија. Средствата и методите на борбата останале и натаму исти, легални и нелегални преку Четничкиот институт. Во Вардарска и во Егејска Македонија, средствата за борба и во иднина се предвидувало да останат револуционерни, бидејќи според новиот Централен комитет, други средства за борба освен нелегални немало, се додека југословенските и грчките власти не ги признаат националните права и слободи на сите етнички групи во Македонија. Имајќи ги предвид културните и политичките слободи на македонците под бугарска власт, Централниот комитет на ВМРО застанал зад ставот дека во Пиринска Македонија не се потребни револуционерни методи на борба. При тоа, новото раководство на Централниот комитет на ВМРО отворено и дало на знаење на бугарската влада дека на секој незин обид за вршење насилства и беззаконија врз македонците, како што тоа го правела владата на Стамболиски, ВМРО ќе се спротистави за да ги заштити правата на своите сонародници. Во септември 1926 година, Централниот комитет на ВМРО излегол со посебна декларација, во која категорично изјавил дека
Секој обид на бугарската влада за вршење насилства и беззаконија спрема македонците, како што тоа го правеше владата на Стамболиски, ВМРО ќе се спротистави за да ги заштити правата на своите сонародници. Целта на организацијата останува иста, дека таа се бори за ослободување на Македонија, за обединување на раскинатите делови на Македонија во една самостојна политичка единица и таму има загледа самоуправување. Централниот комитет на ВМРО подвекол дека вистински мир на Балканот ќе има кога секоја историска засебна земја, во тој однос и Македонија, самата ќе се управува. По шестиот конгрес, Централниот комитет на ВМРО, согласно правилникот, и натаму останал врховен и главен контролен орган на организацијата. Ваквата поставеност на Централниот комитет овозможила брзо издигање и отворено наложување на неговиот член Иван Михајлов, кој фактички ја презел организацијата во своји раце и ја диригирал целокупната нејзина активност. На негова иницијатива, Централниот комитет на ВМРО пристапил кон реорганизација на воената поставеност на организацијата и кон нова распределба на револуционерните окрузи на Петрички, Скопски, Солунски, Струмички, Серски и Битолски. За револуционерна дејност биле задолжени организационите институти, местни, околиски и окружни управи, пунктова служба, милиција и терористички групи. Главен и основен воен институт на организацијата била милицијата, за која Централниот комитет на ВМРО изработил посебни борбени упатства. Покривајќи се со решенија и со одлуки за формирање посебни судски комисии, Иван Михајлов продолжил физички да се пресметува со сите членови на организацијата и со припадници на другите македонски револуционерни сили, кои што не се согласувале и не ја поддржувале програмската ориентација на ВМРО. Уште на самиот почеток, во текот на 1924 и 1925 година биле ликвидирани војводите Панчо Михајлов и Ефтим Цеков, до тогашниот член на Централниот комитет на ВМРО Петар Чаулев, водачот на федералистичката струја Тодор Паница и војводата Иван Јанев Брло. На шестиот конгрес на организацијата за членови на задграничното представништво биле избрани Георги Баждаров, Кирил Прличев и Наум Томалевски. Од 1925 година задграничното представништво почнало да испраќа своји постојани и повремени представници во специјални мисии во европските метрополи – Париз, Рим, Виена, Лондон и Берлин. Со испраќањето на ваквите мисии во странство, ВМРО за кратко време успеала да организира и своја надворешно политичко дипломатска мрежа со развиена информативна служба. Во првите години од консолидирањето на Михаловистичката ВМРО, нејзините вооружени акции продолжиле со истата тактика на автономистичката ВМРО на Тодор Александров, со повремени четнички дејствувања во Вардарска и во Егејска Македонија. Главните вооружени акции и натаму биле вперени против државните, воените и полициските власти во кралството на србите, хрватите и словенците во Вардарска Македонија. Централниот комитет на ВМРО во своите решенија, писма и апели ја повикувала организацијата своите акции да ги насочува против српската окупаторска власт, а особено кон убивање на српските високи државни чиновници, како и кон уништување на ренегатите и шпионите кои го измачувале македонското население. Во текот на 1925 и 1926 година во Вардарска Македонија подолго време престојувале Кочанската чета на војводата Ефтим Полски, Царевоселската на Дончо Христов, Кратовската на Мите Опилски, Паланечката на Стојан Врбенов, Кумановската на Крсто Лазаров Конјушки и Скопската на Величко Вењанов. Овие чети преку пунктовиот началник на Ќустендил Владимир Куртев биле во постојана врска со Централниот комитет на ВМРО и дејствувале по негови инструкции. Изменетите општествено-политички и економски услови во Бугарија, а посебно во Вардарска и во Егејска Македонија, ја наложиле потребата
од отстапување од основните принципи и традиционалните форми на вооружената борба на Михајловистичката ВМРО. Новата вооружена стратегија подразбирала праќање чети со помал број комити и во помали групи во Вардарска и во Егејска Македонија, поради тоа што големите чети потешко се движеле по теренот и бргу биле откривани од државните власти. Значи, четничкиот метод на борба бил речиси целосно напуштен. Него единствено во тој временски период до 28 година го практикувал Александар Протогеров, кој што со чети навлегувал од територијата на Албанија во западниот дел на Македонија. И тука имаме некакво четничко придвижување, но само до 1928 година до убиството на Александар Протогеров. Ваквата промена била диктирана и од реалните општествено-политички околности на веќе зајакнатите државни режими и концентрацијата на огромни и добро вооружени воени и полициски сили во Вардарска и во Егејска Македонија. На тој начин, традиционалниот метод на дејствување со вооружени чети бил заменет со терористички акции преку конспиративни групи, така наречени тројки или петорки. Од вклучувањето на Иван Михајлов во Централниот комитет на ВМРО се променили и методите на борба на организацијата. Големите чети на организацијата веќе биле минато. Тој ги заменил со создавање на помали групи, така наречени тројки или петорки, кои што обично биле облекувани во цивилна облека, за да не бидат забележени од српската, односно грчката власт. Ја преминувале тогашната бугарско-српска, односно бугарско-грчка граница, ги извршувале акциите во Вардарска и Егејска Македонија и незабележано се враќале во Пиринска Македонија. Индивидуалните убиства и терористичките атентати станале основни вооружени акции на Михајловистичката ВМРО. Преку нив, ВМРО настојувала да го сврти вниманието на европската и светската општествена јавност, давајќи им на знаење дека мир на Балканот не може да има додека не се реши македонското прашање. Сега дури ваквите тројки или петорки на организацијата не носеле никакви обележја, надворешни обележја по кои што можеле да бидат препознаени поранешните четници на организацијата. Иван Михајлов дури ги терал да ги бричат брадите за да не бидат препознаени од властите дека тоа се членови на ВМРО. Откако ќе ги извршеле атентатите, незабележано ја минувале границата и се враќале во Пиринска Македонија. Вооружените действија и терористички акции во Вардарска Македонија, Иван Михајлов ги оправдувал пред европската јавност со ставот дека не постоеле други легални и мирни средства за остварување на целите на ВМРО, автономија на Македонија. Во интервјуто дадено на американскиот новинар, подоцнежен писател и политичар од македонско потекло Стојан Христов, во врска со целите, методите и немањето услови за легална борба во Вардарска Македонија, Иван Михајлов му изјавил: покрај вооружените четнички дејства и поединечните терористички акции и атентати, Централниот комитет на ВМРО во Вардарска Македонија организирал пропагандна и информативно-разузнавачка служба преку основање тајни младинско-студентски друштва наречени Македонска младинска тајна револуционерна организација. Главна задача на овие друштва покрај конспиративно-информативни активности била да дејствуваат кај македонската младина во одбрана на асимилаторските пројави на великосрпскиот државен режим. Мрежата на Македонската младинска тајна револуционерна организација била организирана во 4 окружни пункта, односно петорки во Скопје, Битола, Охрид и Штип. Во периодот од 1925 до 1928 година во Вардарска Македонија Михајловистичката ВМРО извршила 149 вооружени комитски акции и поединечни терористички атентати. Како резултат на поединечните атентати биле убиени генералот на брегалничката дивизија Михајло Ковачевиќ во Штип, правниот советник Велимир Прелич во Скопје од страна на испратената атентаторка на ВМРО Мара Бунева и редакторот на вестникот Јужна звезда Спасое Хаџипоповиќ во Битола. Таа представувала фактор на нестабилност на Балканскиот полуостров. Во 1927 година дури
Поради убиството на бригадниот генерал Михајло Ковачевиќ од атентатори на ВМРО, имало опасност да избие војна помеѓу тогашното кралство на србите, хрватите и словенците и Бугарија. Дури по директна интервенција на Англија и Франција, состојбата била смирена и војниот конфликт бил избегнат. Преку вооружените дејства и терористичките атентати кои силно одекнале во европската јавност, се остварувала и една од целите на револуционерната тактика на Иван Михајлов да го држи отворено македонското прашање и да се оневозможи зближувањето на владите на кралството на србите, хрватите и словенците и Бугарија. Михајловистичката ВМРО ја претворила Пиринска Македонија во основна база на организацијата, односно во главен воен, регрутен и материјално-финансиски извор на организацијата. Во тие моменти организацијата се финансирала од помошта на бугарската влада, но особено од финансиската помош на воено-офицерската лига на Бугарија, каде мнозинство биле македонци. Тоа навистина е период кога и покрај одредени несогласувања може слободно се констатира дека ВМРО имала цврста поврзаност со бугарската влада. Особено Иван Михајлов се поврзал со владата на Андреј Љапчев, кој што бил македонец по потекло. Љапчев се наоѓал на чело на бугарската влада од 1926 до 1931 година и тоа е период на најцврсти врски на организацијата со бугарската влада на Љапчев. Давајќи му приоритетно значење на Пиринскиот дел на Македонија во идното дејствување на организацијата, новиот Централен комитет на ВМРО на 6-тиот конгрес донел специјални резолуции во кои ги определил рамките на своето дејствување во Македонија под бугарска власт. Во конгресните резолуции јасно и недвосмислено се истакнувала потребата за учество на бугарска Македонија, односно на Пиринскиот дел на Македонија, во борбата за ослободување и обединување на цела Македонија. Исто така, во овој период треба да се подлече дека усовршувајќи ова негова платформа за независна Македонија, тој од 1928 година, според документите на ВМРО, тој самиот вели дека пишува и гледа на Пиринскиот дел на Македонија како основно јадро околу кое треба да се обединат и другите делови на Македонија, како што се Вардарскиот и Егејскиот дел на Македонија. Па од 1932 година, тој на самите документи на ВМРО става знак, одма става овој, дека Пиринскиот дел на Македонија го нарекува Пиемонт. Основните цели што требала да ги има Пиринска Македонија, според Иван Михајлов, биле да служи за војна база за префрлување на вооружените чети на организацијата преку границата, да представува основен извор за материјални средства потребни за револуционерната борба за поробена Македонија. За управување со областа, организацијата изработила посебна наредба на ВМРО за Македонија под бугарска власт, со офаќање воена организација, пунктова, финансиска, судска и културно-стопанска служба. Тој за прв пат воведување на македонски јазик. Тој настојува сите учители да предават на македонски јазик во Пиринскиот дел на Македонија, со тоа да го потигне патриотскиот дух, револуционерниот дух на самото население. Понатаму настојува сите учители да бидат по потекло од Македонија. Воспоставува курсеви за описменување на населението, формира бесплатни кујни, понатаму стипендира талентирани студенти и ученици во странство и самата организацијна каса, тој помага на населението во храна, во жито. Исто така, од касата на организацијата се градат известен дел на болници, патишта, чешми и училишта. Во афирмирањето на македонскиот патриотизам во училиштата бил воведен посебен предмет македонска историја, а учениците биле воспитувани дека македонскиот народ е нешто сосема одделно од бугарскиот. Како резултат на ангажирањето на Централниот комитет на ВМРО, биле организирани вечерни курсеви за описменување на населението, бесплатни кујни за сиромашни деца и ученици,
се водело посебно сметка да им се додели земја на безимотните и населението со мал имот, а особено на македонските бегалци. За заштитување на интересите на македонските бегалски маси во Пиринска Македонија, во Бугарското народно собрание била создадена посебна македонска парламентарна група, избрана строго контролирана и насочувана од Централниот комитет на ВМРО и од Македонскиот национален комитет. Од почетокот на 1928 година се јавени известни несогласувања во раководството на Михајловистичката ВМРО, а особено била присутна меѓусебната нетрпеливост и ривалство меѓу Иван Михајлов и Александар Протоѓеров. Александар Протоѓеров, како втор член на Централниот комитет на ВМРО, почнал да влегува во кавги со Иван Михајлов во поглед на главните принципи на организацијата. Први нивните недоразбирања произлегле поради тоа што согласно статутот, членовите на Централниот комитет на ВМРО требало одреден временски период да престојуваат во Македонија под робство. Иван Михајлов воопшто не ја поминал границата и не престојувал нелегално на територијата на Македонија под српска, односно под грчка власт. Тоа било првото нивно недоразбирање. Второто недоразбирање произлегло од се почестите контакти што Иван Михајлов ги имал со бугарската влада, на што Протоѓеров не се согласувал затоа што му забележувал дека организацијата отстапува од главните нејзини цели. Третата забелешка била во тоа што начинот и методите на борба на старата ВМРО веќе биле изоставени. Протоѓеров упорно се залагал за тоа ВМРО да ја продолжи борбата преку навлегување на големи чети на територијата на Македонија под српска и грчка власт, додека Иван Михајлов се повеќе ја свртувал организацијата кон индивидуалниот терор или нападите во помали групи. Во конфликтот меѓу Иван Михајлов и Александар Протоѓеров започнало прегрупирање и во самото раководство на ВМРО, приклонувајќи се на едниот или на другиот член на ВМРО. Иван Михајлов за се поголем број на одлуки и решенија што ги правел, воопшто не се консултирал со останатите членови на Централниот комитет, со Протоѓеров и со Ѓорги Попхристов, еден стар македонски илиндерец кој што исто така бил член на Централниот комитет на ВМРО. Конфликтот меѓу двете спротивставени групи во раководството на Михајловистичката ВМРО кулминирал во јуни 1928 година, кога бил убиен Александар Протоѓеров по наредба на Иван Михајлов. После тоа се случил расцеп во организацијата, при што се создале две различни организации со различни централни комитети. Се создала ВМРО Протоѓеровистичка со посебен централен комитет и ВМРО Михајловистичка со посебен централен комитет. Двете струи во редовите на организацијата прибегнале кон жестоки убиства и самоистребување, познати како македонски братоубиства, причинувајќи му големи загуби на македонското ослободително дело и предизвикувајќи почеток на нова криза во редовите на ВМРО. На 21 јуни 1928 година Михајловистичката ВМРО го одржала 7-миот конгрес на организацијата. Во новиот централен комитет на ВМРО, покрај Иван Михајлов, биле избрани и Иван Караджов и Страхил Развигоров, а како резервни членови Јордан Ѓурков, Владимир Куртев и Иван Попевтимов. На овој конгрес била донесена посебна резолуција во која извојувањето на автономијата на Македонија било поставено како единствен услов за мирен развиток на балканските народи и за нивно поврзување во поширока државна заедница поставена врз начелата на слободата и рамноправноста. Преку принципот на автономијата, раководството на оваа струја го гледало обединувањето на трите дела на Македонија во одделна и самостојна држава во рамките на Балканската федерација. Тој од 1926 па до 1930 година ја минува својата платформа во однос на ослободената Македонија и прв пат тој пропагира независна Македонија. Главен заштитник на Михајловистичката ВМРО до распуштањето во 1934 година и натаму останала официјалната бугарска власт, особено министерот на војската генералот Александар Волков и председателот на владата
Андреј Јапчев. Основната вооружена дејност на Михайловистичката ВМРО и натаму била насочена кон Вардарска Македонија, настојувајќи да ги оневозможи сите обиди на бугарско-југословенско зближување. Во април 1932 година бил одржан 8-миот конгрес, последен конгрес на Михайловистичката ВМРО. За членови на новиот Централен комитет биле избрани Иван Михајлов, Владимир Куртев и Георги Настев. Конгресот донел резолуција во која била потврдена целта на организацијата во борбата за автономија или самостојност на Македонија. За да ги зајакне своите позиции сред македонската емиграција во Бугарија, раководството на Михайловистичката ВМРО и Македонскиот национален комитет организирале голем македонски собир во февруари 1933 година во Горна Џумаја. Во тие моменти Иван Михајлов повторно се вратил кон изворните цели на македонското револуционерно движење, барајќи создавање на независна македонска држава во незините етнички и географски граници. Но тоа се моменти кога ВМРО веќе ја немала поддршката на македонската емиграција во Бугарија и на македонците во Пиринска Македонија, па затоа Михајлов радикално ја свртал својата политика во поглед на македонското прашање. Тоа особено било присутно на тој голем собир на македонската емиграција во Горна Џумаја во 1933 година, каде градот бил излепен со голем број на плакати и знамења на кои што се барало создавање на независна македонска држава. Но тоа е веќе залезот на организацијата. Од собирот бил упатен повик до македонската емиграција во Бугарија, во кој од името на слободна и независна Македонија и девизата Македонија нема да загине, раководството на собирот барало сите македонци да бидат сплотени во едно будно и нескршливо народно единство. Тој на некој начин представува еден вид пресврсница во самата организација, односно доаѓа до уништување, до забрана на организацијата. А тоа причината е што на самиот горноџумајски настан се разбира во организација на Иван Михајлов е истакната поролата, се манифестирало за ослободување на Македонија, за откинување на Пиринскиот дел на Македонија и обединување со другите два дела на Македонија, даваче и знаење на бугарската влада, на бугарската власт, дека ВМРО ќе се бори за ослободување и создавање на независна македонска држава. Против сепаратистичките тенденции и гласно истакнатата парола на Иван Михајлов за независна Македонија остро реагирала бугарската општествена јавност. Тоа на некој начин ги поттикна сите политички структури во самата Бугарија, бидејќи тие беа уплашени од интегритетот на самата држава, уплашени за него изгуби Пиринскиот дел на Македонија. Понатаму, тоа доведе исто така до притисок на големите сили. Од 1933 година настанала промена во надворешната политика на Бугарија, која се поотворено се манифестирала во ориентацијата кон Франција и во зближувањето со кралството на Југославија. Југословенската влада зближувањето со Бугарија го условувала со ликвидирање на дејноста на ВМРО во незините граници. Од друга страна, бугарските државни фактори, загрижени за територијалната целост на државата, биле разочарани од промената на паролата за автономија на Македонија на Михайловистичката ВМРО со паролата за независна Македонија, за чие остварување Иван Михајлов сметал и на Пиринска Македонија. Сето тоа влијаело на распуштањето на Михайловистичката ВМРО и забраната на незиното действување во границите на Бугарија со војниот преврат извршен на 19 мај 1934 година од новата влада на Кимон Георгиев. Новата бугарска влада на чело со Кимон Георгиев ја забранува организацијата, ги запленува сите целокупното оружје, ги апси најголемиот број на членови, ги укинува Македонскиот национален комитет и сите овој друштво привремено. Единствено само Иван Михајлов со неговата сопруга успел да се спаси, се разбира со помош на одредени политички структури во Бугарија, да избега во Турција, по заштита на тогашна Кемал Ататурк. При апсењето
на членовите и запленувањето на оружјето, Централниот комитет на ВМРО издал наредба воено да не се спротивставува на бугарските полициски органи. Интересно е тоа што Иван Михајлов како член на Централниот комитет на ВМРО издал наредба оружјето да се предаде на мирен начин. Од пониските структури на организацијата, од четничкиот и од војводскиот кадар постојано пристигнувале барања до Иван Михајлов четите на ВМРО да се спротивстават на бугарската војска и жандармерија. Но до тоа не дошло. Поради наредбата на Иван Михајлов мирно да се предаде оружјето. После тоа, бугарската влада наредила апсење на голем дел од раководителите на ВМРО. Тоа навистина и се случило. Голем дел од четничкиот и војводски кадар на ВМРО бил уапсен, но Иван Михајлов заедно со неговата сопруга успела да побегне првин во Турција. Со забраната на Михајловистичката ВМРО во границите на Бугарија, таа го насочила своето дејствување на надворешен план, поврзувајќи се уште поблиску со националистичките и фашистичките кругови на Италија, Германија, Унгарија и на Хрватска. ВМРО уште во 20-тите години имала интензивна соработка со опозиционите партии во Хрватска, пред се со Хрватската републиканска селенска странка, додека на нејзино чело бил Стјепан Радиќ. Но Радиќ бил пацифист по убедување и не ги одобрувал вооружените методи на борба на ВМРО. Во почетокот на 30-тите години, кога во Хрватска се засилило усташкото движење, Иван Михајлов воспоставил контакти со усташката организација. Атентатори на ВМРО оделе во хрватските логори на усташката организација во Унгарија и таму ги обучувале хрватските терористи за терористички начин на дејствување. Значи, слободно може да се констатира дека ВМРО имала контакти не само со хрватската усташка организација, туку и со сите ревизионистички револуционерни движења на Балканот кои што биле против версајските граници на Кралството Југославија. ВМРО во својата програма јасно зацртала дека се бори против уставниот поредок и границите на Кралството Југославија и за создавање на една независна или автономна македонска држава во нејзините етнички и географски граници. Во организација на овие реваншистички сили, на 9 октомври 1934 година во Марсеј атентаторот на ВМРО Владимир Георгиев Черноземски извршил атентат на југословенскиот крал Александар Караѓорđević, при што бил убиен и францускиот министер за надворешни работи Луи Барту. Тоа всушност бил и последниот вооружен чин на организацијата која веќе била расформирана.